Деновите на Кочанскиот Орис продолжуваат и денеска со музички концерти во Центарот за култура Бели Мугри. Кочанчани ќе имаат можност да уживаат во музиката на Драган Теодосиев квартет, Сетчат и Мирко Попов, Конкуерин Клајан и Оуро Барс. Вечерва започнува и турнирот во баскет кој ќе се одржи во градската спортска сала и на кој има пријавено вкупно 12 екипи од Кочани и соседните општини. Централните настани од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис се закажани за утре сабота 29 септември. Со почеток во 10 часот ќе се одржи традиционалното зажнејување на оризова нива во Институтот за Орис, на кој ќе присуствува и министерот за земјоделство Љупчо Николовски. По завршувањето на зажнејувањето во дворот на институтот ќе се одржи традиционалната вршидба на Орис. Програмата продолжува во 11 часот и 30 минути во градскиот парк, каде ќе бидат презентирани традиционални јадења од Орис, а на сцената во паркот пред присутните своје обраќање ќе имаат градоначалникот Николчо Илиев и министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Годинава за прв пат општината ќе додели признание на хуманост и ќе биде избрани најдобар земјоделец за оваа година. Во 12 часот ќе биде промовирано новото комунално возило Канал Джет, донација од швајцарската амбасада и СЕКО за комуналното јавно претпријатие Водовод. Во рамките на програмата за одбележување на деновите на Кочанскиот Орис ќе биде промовиран и инфоцентарот Пониква на Пониква. За истиот ден е закажан и фолклорен концерт на фолклорни ансамбли од Македонија, Бугарија, Хрватска, Унгарија. Со почеток во 18 часот ќе се одржи финалето во турнирот во баскет. Деновите на Кочанскиот Орис завршуваат со концерти на етногрупите Баклава и Мијата и Тиена Дапчевик и Тамара Тодевска во градскиот парк.